Сакам да направиме еден предизвик, да видам што ќе избереш ти, направив нешто што би можело да биде интересно, ќе ти поставам кратки прашања се за кратки одговори. Ќе ти поставам што би избрала ти, така и што е подобро за тебе. Ајде, за мене лично? И генерално, И као генерално, нутриционист добро. што ви препорачала. Као за извор за протеини прво. Да. Леќа или тофу? Леќа. Грчки јогурт или кварк? Грчки јогурт. Добро. Извор на влакна. Овесни снеголки или чија семки? Чија? Брокола или карфиол? Двете. Двете. Извор на здрави масти. Да. Авокадо или ореви? Од наше поднебје ореви, не, и двете се добри опции, меѓутоа јас искрено повеќе оревчиња користам, да. А маслиново масло или кокосово масло? Зависи за што. Да. Зависи за што Да, и да. какво маслиново. Правилата се екстра вирџин дека иде само за салати, а со останатото може и да се Да се готви. готви. Додека кокосовото масло заедно со свинската мас влегуваат во стабилни масти, односно не трпат промени при високи температури. Океј. Ајде да видиме за доручек. Да. Овес или киноа за појадок? Во која комбинација ги мислите? Каква било? Какви било додатоци? Како овес, нели, препоставам дека го јадеш со малце млеко, Јас го јадам како зрна овес со спанак и печурки. со спанаќи печурки овес, со спанаќи печурки киноа. Не сте пробале, не сте. Значи, ако е Не сум ако е пробал. цела житарка овес, би одбрал овес. Да, не сум го пробала. Да. Добро. Као за оброк, нели, измеѓу јадење Да. или нешто. Моркови со хумус или бадеми? Моркови со хумус. Вечера, салата со пилешко или вегетаријанска паста? Уф, јас сум љубител на паста, ама толку ретко се трудам да ми е во исхраната. Ако е како ми рековте, салата со пилешко. Да, да, салата со пилешко. Тоа е по-окей опција. Ајде име сега интересното, десерт. Да, Смути од овошје или домашна гранола? домашна гранола. Да? Да. Добро, ја мислам дека смути ќе кажеш. Имам уште малце. Ајде. За веганите. Ајде. Леќа или соја бургер? Леќа. Леќа. Највеќе, секој веган јаде, значи највеќе нешто од овие работи. Соја или леќа тие работи? Сојата од друга причина не ја преферирам. Да. Генетската модификација, вкусот, трета работа содржи доста гоитрогени кои што попрачуваат достапност на тироксинот до тиреозната жлезда и така натаму. Без глутен. Да. Киноа, повторно имаме, киноа салата или палачинки од кокосово брашно? Киноа салата. Да. Палео, за оние што нели практикуваат палео. Сладки компири со јајца или салата од јагоди и ореви? Примамливо звучи салата од јагоди и ореви. За оние со кето. Риба, лосос да речеме, со брокола или авокадо тост? Лосос и брокола. Одлично. И ајде вака нешто измешано, овошно смути или јогурт со овес? Овошно смути, па са не знаеме и тоа смути со што има е. Многу овошја. Овошен јогурт би било, препоставам дека ова друго. Што знам? Ако е овесот со, како рековте, Јогурт овес, со овес, јогурт, да. јогурт овес и некоја малина капина би било идеален. Идеална Значи комбинација. микс тука би направила. После тренинг, Да, протеински шејк или пилешко со зеленчук? пилешко со зеленчук. Калориите треба да се джвакаат, а не да се пијат. Да. Ама во одредени ситуации и ќе ги Да, испиеме. Добро, и уште едно за крај, пред спиење. Да. Чаша млеко или чај од камилица? И двете лачат мелатонин. Зависи, би се одлучила за чај од камилица, бидејќи млекото сепак во адултен период јас препорачувам да се поднамали.
Заради Зашто? лактозата, ние ги губиме да. ензимите за варење на лактоза. Калорискиот внес со млекото што го добиваме, сепак млекото содржи одредени масти, но и двата вида се намирници кои што се препорачуваат пред спиење за да се правилно лачи мелатонин. Не случајно на малите деца им велиме чаша млеко пред спиење. Спиен, да, сега тоа се ве кажам на мали деца, нели чаша млеко. Добро, се надам дека ќе им помогне на гледачите.